тебе ти ја дарува, и на ноќ, мила ти пожелува. Стопанско-туристичката и културна манифестација Тиквешки гроздобер годинава понуди и многу нови содржини. Една од нив е воведувањето Ноќ на серенади, со што градоначалникот на општината Панчо Минов се обиде повторно да го врати сејот на оваа музичка традиција, карактеристична за тиквешијата, со цел и гостите, присутни на гроздоберот, да ги почувствуваат убавините на серенадата. Македонските градови, а во тие рамки и Кавадарци, во изминатите децении и векови имале бројни убави, би рекле величествени работи. Едноставно, животот имал свој тек. Песната била таа што ги одржала луѓето и што ги водела низ нерамнините на живеачката. А инспирациите за песните обично доаѓале во моменти кога требало да се заборави на секојдневните грижи. Како резултат на човековите копнежи, создадени се најубавите љубовни песни. А кога младите ноќе и во ноќните часови ќе се расположат и со малку тиквешко вино и ракија, ништо ги тера да измислуваат и доживувања. Можеби на таков начин се родила и серенадите. За серенадите во емисијата ни говори професор доктор Ѓорѓи М. Ѓорѓиев, етномузиколог. Зборот серенада и воопшто потеклото на серенадата и одомаќувањето нејзино кај нас е тесно поврзано со општиот развој на нашата култура. Пошироко се разбира, вклучително и со музичката традиција. Самиот збор има италијанско потекло, а тоа упатува и кон општото потекло на серенадата како една музичка практика. Италијаните викат бона сера, речеме добро вечер, сера значи серенада. Тука е негде етимологијата на зборот и се одомачила со тој термин кај нас. Господине Ѓорѓиев, рековте дека серенадите беа прифатени и во Кавадарци, па да проговориме нешто повеќе за овие серенади што се одржува во нашиот град. Не е баш упатно да се зборува за серенадата таква каква што била само за неа, ако не се објасне тогашниот живот, тогашните состојби во музиката и сваќањето на луѓето, нели, воопшто за животот и за меѓусебните контакти. Со други зборови сакам да речам дека во времето, да речеме, кога јас најмногу учествував во серенадите, а тоа е негде од 1955 година па натакај, до 10-15 години, колку што јас учествував, беше подруг амбиентот за правење на серенади. Како прво, тогаш немаше, како денеска, толку мас медиуми. Ретко кои луѓе има првин радио, а потоа и телевизори. Тогаш луѓето сакаа да учествуваат во живите изведби при музицирањето. Покрај имендените, славите, свадбите и другите веселби, серенадата беше повод и причина човек да си искаже едно музичко чувство и напросто и да се покаже за својата надареност и музички квалитети како песнопоец. Од друга страна, не само тоа што во врска со што беше зависно од техниката и животот, начинот на однесување на луѓето беше поинаков. Свеста на луѓето беше поинаква. Тогаш се уште владееше патриархалното воспитување, знаете. Јас се сеќавам кога јас бев дете, имав сестри, ергени доаѓаа на серенади кај нас. Тогаш татко ми беше не исклучок, туку беше нормално патриархален човек и не сакаше да се афирмираме ние како фамилија дека ете секоја вечер се оди кај Митри Самарџијата на серенади и ќерките се такви вакви. Меѓутоа го правија повеќе луѓе, не сакаа да ги пушта серенаджиите дома. Едноставно беше обичајот се состоеше во тоа кога ќе се заврши пеењето
и момата да запале чибритче на джамот и ќе даде знак во смисла на благодарност и со тоа серенаджиите ќе си поминеа, ќе си отидеа на друго место. Имаше одстапувања и во тоа време кога ќе ја пуштеа момата со сладко да ги почести своите симпатизери или друштвото што и пеело серенада со сладко, но на најпристоен начин, без да многу се задржува, ќе се заблагодари и ќе се врати дома. Во подоснежното мое ергенство започнавме да влегуваме во домовите. Заправо, родителите на девојките не пуштаа дома и не само да бидеме почастени со сладко, но некој што продолжуваше со добро мезе и со пијачка, па и некош и со часови се задржуваме. Дали преку овие серенади се искажува и некои симпатии кон одредена личност? Да, па главно тоа беа поводите, најчесто беа тоа поводите, макар што не беше редов случај, например, ние како машки состав на беќари, да отидеме кај некој другар, кој што не е меѓу нас, па нему да му пееме серенада. Или, па дури еден вид почитување. Да, еден вид почитување на другарот и да го всушност и потоа вклучиме во составот да продолжиме заедно со него по серенади. Јас знам дека и возрастни луѓе кои што беа одушевени од серенадите и во брачни, нели, дружења, во групи, жени и мажи, во едно релативно поново време одеа на серенади. Јас да ви кажам колку тоа беше честа појава и колку луѓето се одушевуваа од серенадите. Многу често ние кога ќе запеевме кон 2-3 саатот и ќе забележиме како во комшилокот на местото кај што музицираме ќе се запалат прозори, луѓето ќе излезат на балкони да не слушаат. И тогаш се пеа секакви песни, не само македонски убави бисери од народна традиција, се пеа и српски, па и бугарски, но и шпански песни. Тогаш започна Магнифико со својата афирмација, многу беа популарни шпанските песни. Ние кога ќе викнеме шпански песни, тогаш најмногу се палеа тие прозори да луѓето слушаат. А едно интересно доживување би сакал да го кажам. Во еден случај, кога една девојка од Скопје дојде гостинка да биде во Кавадарци и беше многу убава и ние тргнавме со еден добар состав да и пееме серенада кај дедој. И навистина пееме со многу волја и испеавме многу убаво. Они во темното додека пеевме ние однатре аплаудираа во собата. На собрани група се по аплаузот се осеќаше дека се повеќе мина. Кога завршивме, излезе најстариот представник на фамилијата, еден дедо стар кавадарчанец и не пофали, рече: слушајте, момчиња, претходно имавме една група што ни пееше серенада. Меѓутоа вие ги надпеавте нив и затоа мојата куќа е отворена за вас. Седнете на еден убав балкон од оние старите турски куќи, еден убав балкон. Вика, тоа што имаме вечерва ви стои се на располагање, почестете се. Таа серенада нема да заборавам, навистина беше и убава и според мојата оценка, но и според оценката на тие што не слушаа. Така Дали се случуваше во иста вечер на повеќе места да одите на серенада? Како не? Видите, во тој прв период кога не влегувавме во домовите толку, знаете, тогаш не ни преостануваше друго, да одеме на повеќе места. А кога ги не примеа во домовите, знаете, на едно-две места ќе се задржевме и тогаш по непосредно симпатија се искажува и така. Сака и родителите веќе во поново време и таа нивна свест се измени, сака они да ги упознаат симпатизерите на својата ќерка, знаете, кога ќе му влезе во домот некој ерген и утрето мајката ќе дискутира и таткото, тој беше, овој беше, ваков е, таков е, од таа фамилија, од онаа фамилија и така натаму. Така што често се случуваше да посетиме и 5-6 домови на некои девојки што секој од составот на серенаджиите имаше симпатија према неа. Имаше тука разни доживувања, знаете. Некогаш се качувавме преку ограда на
девојката за да влеземе во дворот, бидејќи е голема авлија, да речеме, па некош ќе се најдеше некоја скала, лесвица некоја, на неја ќе ме качеа мене со гитарата поблиско до џамот да ја пеам и такви работи. Но ви велам, тоа беше една од формите многу сакани во градот, една многу почитувана форма на музицирање и тие што учествувале, особено во тој подалечен период на серенадите, сигурно носат со себе многу убави впечатоци од таа наша музичка практика на градот Кавадарци. Секако такви впечатоци носите и вие. Да, имам. Јас бев бечар кој што бечаруваше доста години, се оженив на 32 години, така што како музичар можев да доживам безброј такви убави спомени и навистина бевме добра дружина, не сака во градот, ви велам, кога ќе пеевме на едно место, другите не слушаа, напросто некош не повикуваа децата, попејте и кај нас, еве ние ќе се угасниме светлото. Напросто на вештачки начин не тера да пееме. Во секој случај традиција што не треба да се заборави. Па јас мислам, треба, тоа е белег на нашиот живот, па и на нашата нација може да се рече на свој начин, зашто нашата серенада сигурно заради содржината на песните и заради нашиот однос према таа серенада има своји белези. Ако сакате да речеме друго едно влијание што се одомачило кај нас, за серенадата рековме западноевропско влијание. Ако чалгијата можела од турци да се одомачи кај нас и да добие наши белези, да речеме, тоа е македонска чалгија. Колку таа во составот е по турскиот модус, ова пак за серенадите, ние сме и дале свој печат на серенадата, можем да речем дека сме имале наша серенада, дури во крајна линија и кавадаречка серенада, заради начинот на однесувањето на нашиот народ во Кавадарци, менталитетот на гостоприемството, па и наши песни кои што најповеќе се пееле во тиквешијата, народни. Така што мислам дека тиквешката серенада треба да биде дел од нашата култура и треба на определен начин да се реставрира, што е можно пооригинално и тоа да биде дури и документирано, дури да се најде некој што ќе пишува за серенада како дел од нашата музичка култура и воопшто од нашето живење во градот Кавадарци. За серенадите во Кавадарци, почнувајќи од 50-тите години, па до најново време ни говорат Ванчо Мркев, Илија Илиев, Стојче Сатоџиев и Орцо Илиев. Кога треба да зборуваме за серенадите, несомнено треба да нагласиме дека некаде таму во 50-тите години, кога нашата генерација бевме млади, главна и основна забава беа токму серенадите. Во главно на серенади одевме како студенти, кога се спасивме од тоа ограничување. Тогаш веќе бевме слободни, а и во школството настапија известни реформи, се почувствува една голема демократија. Така што во неделините обично одевме на серенади, бидејќи сабота беше работен ден. Серенадите беа понекогаш и вистинско уживање и за оние што ја изведува серенадата, што пееја и свиреа, и за оние што дома, односно оние што ги разбудувавме. Јас се сеќавам едно друштво, веќе се сега и тие пензионери, ми направија една многу впечатлива серенада дома кај мене. Јас така спиев на чардакот, летно време беше. Тие од овие староградските песни така убаво свиреа на гитара и на примче и пееја многу убави песни, а јас во полусон. Тоа какво уживање, тоа чувство не може да се опише, тоа треба да се доживее, па човек да може да зборува за нив. Таа група јас и неколку пати потоа ја канев, иако немавме дома услови, особено во зимно време, ја канев да ми прават серенади.
Јас почнав да се бавам со серенада уште кога ја научив гитарата негде на околу 60 година. И моите другари, песнопојци, заедно со гитарата правевме серенади. Серенадите, можам да речам, беа две врсти. Обично серенада во Кавадарци се прави на љубената девојка, се оде пред нејзината куќа, се пеат убави песни и потоа се оде внатре и се продолжува со пеењето на песните. Во тоа време најзастапени песни за серенади во мое време, од 60 години, како традиционална песна да ја речам, Стани галавице бела, со таа почнувавме сите. Потоа во една миризлива вечер, белуна ноќ, месечева ноќ, кај Џердејскиот парк, ој птиченце ти крилати, детенце мало, по море се скита мази, во ноќта тивка со месечина. Тие се песни наши македонски, испеани негде на околу 30 години. Песните што ги пеевме, скоро сите беа убави, љубовни песни. И на тој што му правевме серенада, обавезно ќе слуша баре 2-3 песни, после ќе ни отворе. Во тоа време, кога ќе се изслушат песните, ни отвара, влеавме внатре, ќе не послужија со вино, со ракија и продолжувавме со пеењето на песните. Ако вечер под пенчер ти пеја, разбуди се. Ако тајфа свираш и ти носа, не лути се. Јас за серенадите што ги пеевме, можам да зборам цел ден, затоа што беа многу. Само можам да кажам со кого и почнав серенадите. Како прв, така да кажам, мајстор на серенадите, што оде со него, беше покојниот Коломиков. Со него, ако беше постар од мене, со него и почнав, одевме по негови колеги, како бевме кај Мито Шопот, многу оде со Славчо Каров, друзи постари, ако беа постари од мене, неговете. И нарочно со другарите најмногу. Серенадите ги правивме не само кај девојките, него и со повозрастни луѓе, пријатели и кои ќе ја слушнеа нашата серенада и не канеа да одиме, затоа што серенадите наши беа у тоа време прочуени.